Оваа пресконференција ја закажавме со цел да продолжиме со нашите активности кои пред ковидот беа редовни и тековни за информирање на граѓаните на Република Северна Македонија, на медиумите и на јавноста за состојбите со превенција и борба против корупцијата или проблемите со корупцијата со кои ние се запознаваме или за кои сме информирани преку пријави од граѓани. И овој пат станува збор за постапување на Transparency International по поднесена пријава од граѓанин, кој што не информираше за сомневање за состојба на судирни интереси во Агенцијата за филм. И по нашето постапување кое што траеше речиси 3 месеци, отворени сме да ја презентираме анализата и наодот од извршените проверки на состојбата за сомневање за судирни интереси во Агенцијата за филм. Би сакала на почетокот само да нагласам дека ова не е прв пат Transparency International Македонија да постапува по представки, односно по пријави од граѓани, кои се однесуваат на работењето на Агенцијата за филм. И затоа сметавме дека е неопходно, уште еднаш, јавно да укажеме за потребата да се коригираат процедурите и начинот на постапување на Агенцијата за филм при нивното носење на одлуки за доделување на средства од буџетот за финансирање на проекти, затоа што сепак зборуваме за значителни суми кои што се издвоени од буџетот на граѓаните на Република Македонија и суми кои што се трошат за проекти од национален интерес, односно кои што треба да обезбедат повторно заштита на јавен интерес преку заштита или поддршка на културното добро или културните проекти од областа на културата, и за тоа треба постапките кои што се спроведуваат да се спроведуваат согласно постоечките правила кои што се делумно пропишани во оваа ситуација во Законот за филмска дејност, меѓутоа постојат и други закони. За сето ова ќе зборуваме малце подетално откако ние ќе ја почнеме презентацијата. Ќе ви известам дека и текстот на анализата, и презентацијата, и другите пропратни документи ќе можете да ги побарате и ќе ги добиете денеска и во печатена форма, но ќе ги добиете и во електронска форма на веб страната на Transparency International Македонија. Сега ќе ја споделам нашата презентација, за да може да ја гледаат и оние кои што пресконференцијата ја следат по електронски пат. Анализата на постапката спроведена во Агенцијата за филм по основа за конкурс за финансирање на проекти во 2022 година. Transparency International доби пријава со укажување од граѓанин за евентуално постоење на судирни интереси во постапувањето на агенцијата, зашто веднаш започнавме постапка со која што сакавме да ја провериме оваа состојба, да ги провериме и правната поставеност на начинот на распределба на овие средства, но посебно не интересираше како се спроведуваат од аспект на постоењето на судирни интереси. Согласно Законот за филмска дејност, односно членот 25 за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм, Агенцијата за филм во јануари 22 година, односно секоја тековна година, објавува конкурс кој трае во текот на целата година, а одлучува по доставените филмски проекти на конкурсот 2 пати годишно. Прв пат во април, а потоа во октомври како втор рок на одлучување. Купниот одобрен износ за прифатени проекти по конкурсот за финансирање проекти во 2022 година, во првиот рок на одлучување, изнесува 1.157.587 евра
или 71.400.000 денари, додека во вториот рок се 3.220.465 евра или вкупно 4.379.000 евра, што сметаме дека е сериозен износ, значителен износ, кој што се одвојува од средства од даночните обврзници на Република Македонија и заради што сметаме дека и овие постапки треба да подлежат на јавна контрола и во овие постапки да се спроведуваат сите процедури за заштита од корупција. Органи кои што учествуваат во распределување на средствата, тоа се Комисијата за административна селекција, филмските рецензенти кои ги читаат и пишуваат рецензиите за сценаријата, финансиски советник кој што оценува финансиски оперативни планови и буџет, филмскиот совет кој дава мислење кои доставени проекти треба да бидат прифатени, директорот на агенцијата по претходно обезбедено мислење од советот му предлага на управниот одбор кои проекти да бидат прифатени и управниот одбор како орган кој што носи финална одлука за тоа кои проекти треба да бидат прифатени. Во однос на тоа кои и какви овластувања има при спроведување на оваа постапка, најголеми овластувања и права има директорот на агенцијата и овде имаме укажување на тоа дека директорот има и големи овластувања, но и големи дискрециони овластувања, односно можност самиот да одлучи за одредени решенија. Затоа што директорот за филм го формира филмскиот совет, ги именува филмските рецензенти и финансиски советници и други надворешни соработници. Значи, тоа е исклучиво дискреционо право на директорот. На предлог на филмскиот совет му предлага кои проекти да бидат конечно прифатени, односно одобрени на конкурсите за финансирање, на проекти од национален интерес во филмската дејност, како и други релевантни работи согласно Законот за филмската дејност. За конкретниот конкурс, како рецензент за краткометражни филмови од страна на директорот е назначена Ана Опанчич, додека за долгометражните филмови назначени се двајца рецензенти, и тоа Ана Василевска и Косера Митич. Долгометражните филмови се бодуваат од двајца рецензенти поединачно и од двете бодирања се создава една средна оценка, а за проектите на албански јазик назначен е рецензентот Илир Ајдини. Во овој случај, односно минатата година, агенцијата назначила само еден финансиски советник и тоа господинот Бранко Петровски. Каде се констатирани судири на интереси со поднесените проекти. Рецензентот Ана Опанчич, која е назначена да пишува рецензии за краткометражните филмови, и самата поднела филмски проект на истиот конкурс за краткометражни документарни филмови со мнозински македонски удел, во кој се јавува како режисер на проектот насловен како Последната станица. Режисерот и член на филмскиот совет Сашо Мицевски во идентична ситуација со проектот Сузе Национале, затоа што и самиот поднел проект, иако учествува во органите кои што треба да одлучуваат за изборот на проектите. Двата овие проекти биле повлечени, меѓутоа, за тоа како се повлечени и кога е многу индикативно ако ја гледаме хронологијата на настаните. Затоа што Transparency International Македонија на 22.12. достави барање за пристап до информација од јавен карактер во Агенцијата за филм и со тоа ги известивме дека почнуваме мониторинг на постапката за доделување на средства по конкурсот за 22 година. За проектите на Ана Опанчич и Сашко Мицевски изготвени се евалуација од Филмскиот совет на 20.12.22 година. Додека Филмскиот совет
на 26.12. констатирал повлекување на овие проекти и ние сметаме, односно очигледно е дека повлекувањето на овие проекти се случило поради интервенцијата на Transparency International, односно откако сме најавиле дека ќе правиме мониторинг. Предходно, постапката за оценување на овие проекти била во тек и се спроведувала без никаква пречка, иако во законот за филмската дејност постои забрана за, сега ќе го прочитам и членот на тој закон, постои и забрана за аплицирање на проекти од страна на лицата кои што имаат интерес во овие постапки, односно кои што учествуваат во спроведувањето на постапките за оценка и избор. Ова, согласно член 32 од Законот за филмска дејност, директорот на агенцијата, член на советот, рецензентите, советниците и другите надворешни соработници, председателот и членовите на управниот одбор и вработени во агенцијата не може да учествуваат на конкурс на агенцијата, ниту да учествуваат во реализација на проекти, на проект кој добил средства од проектот. Значи овде беше очигледна состојбата на судирни интереси, која состојба сме ја превенирале на некој начин со самото најавување на тоа дека ќе спроведуваме мониторинг на целата оваа постапка. Покрај овие констатирани судири на интереси, кои што се подкрепени со факти очигледни, постојат и едни предходни состојби кои ја попречувале легитимноста и објективноста на оваа постапка, а тоа се одредени предходни состојби кои што имале и влијание на целата постапка, а тоа е дека господинот Бранко Петровски, кој што од страна директорот на Агенцијата за филм е назначен како филмски советник, до 2020 година бил и член на филмскиот совет на агенцијата. Меѓутоа, по доставена представка од режисерот Милчо Манчевски до Министерството за култура, дека едно исто лице не може да остварува различни надлежности од Законот за филмска дејност, кои се взаемно условени, односно во својство на финансиски советник да доставува предлог до филмскиот совет, истиот бил разрешен од функцијата за член на филмскиот совет. За тоа постои документација од Министерството за култура доставена до Државната комисија за спречување на корупцијата, со која тие известуваат дека утврдење постоечки судирни интереси и лицето Бранко Петровски било разрешено од функцијата член на филмскиот совет. Како филмски рецензент во агенцијата е назначена Ана Василевска, која до 2020 година била член на филмскиот совет и исто така по представка на режисерот Милчо Манчевски, доставена до Министерството за култура, е разрешена од функцијата член на филмскиот совет. Овие две лица имаат одредена предходна состојба, која што требало да биде земена во предвид, кога биле назначени како лица кои што треба да учествуваат во постапката за одлучување и во овој конкретен конкурс, затоа што на самиот конкурс се јавил и режисерот Милчо Манчевски, или барем требало да бидат изземени од постапување за проектот доставен од компанијата на Милчо Манчевски. Листата за евалуација на изводливост во рамки на анализата и од документите кои што ги видовме, можеше да се добие и оценка за тоа, за однесувањето на лицата кај кои постои предходна состојба на поднесени пријави, затоа што листата за евалуација за изводливост на филмските проекти во однос на буџетот, сложеноста, планот и термините за снимање од страна на финансискиот советник Бранко Петровски, за филмскиот проект на кандидатот Милчо Манчевски може да се воочи дека истата излегува од законски рамки на овластување кои ги има финансискиот советник.
Имено евалуацијата содржи коментари кои во најмала рака го намалуваат прагот на пристрасност и укажуваат на можно пристрасно однесување во состојба со претходно постоечки судирни интереси. Исто така, овој филмски проект е оценет од страна на 20 филмски рецензенти, од кои се вади средна оценка. И од увидот во истите документи се оценува дека рецензијата на Ана Василевска за конкретниот проект изнесува 77 од можни 150 бодови, додека рецензијата на Госе Рамнитич за истиот проект е бодувана со 145 од можни 150 бодови. И при постојање на бодовна листа и начин на рангирање на проектите, сепак многу е дискутабилно како било можно да се појави толку голема разлика во бодувањето на еден проект. И сето ова повторно, ќе кажам, укажува на можност за пристрасно оценување. Овие се состојби кои што директорот на агенцијата за филм имал можност, бидејќи тој самиот одлучува, имал можност да ги избегне. И требало да се спроведе една анализа на ризикот, дали постои ризик да се некој се посомнева во законитоста и легитимноста на постапката за доделување на средствата од овој конкурс, затоа што неопходно е, како што реков и претходно, да се има во предвид фактот дека станува збор за јавен интерес, дека се користат средства од јавниот буџет и дека треба да се исклучи секој ризик и секако сомневање од во насока на сомневање во објективноста на одлучувањето. Овде ние направивме една слика со приказ на судирите на интереси, како се случувале сите овие состојби и како определени лица и покрај тоа што било очигледно дека ќе постои сомневање во нивната објективност во постапувањето и прво се пријавиле за определени проекти, со нивни проекти или пак учествувале во носењето на одлуки за проекти за кои што веќе претходно со лицата кои се подносители на тие проекти веќе имале определена релација која што представува можност за намалување на објективноста. Мислите на Опанчич и на Бранко Петровски? Да, затоа што тие претходно веќе биле во состојба да бидат разрешени од функции поради пријава од Манчевски и очигледно е начинот на кој што тие го бодуваат или рангираат тој филм или го оценуваат во однос на финансиската погодност, дека не може да се исклучи тука пристрасноста при носењето на овие одлуки. Во однос на законската регулатива за ваквиот тип на пријавување од граѓани, кои што ние би сакале и да ги поттикнеме граѓаните што почесто да пријавуваат вакви состојби во кои се сомневаат за постојање на судени интереси, непотизам, кронизам и така натаму. И би сакале да укажеме на одредбите од Законот за спречување на корупцијата, според кој секој има право да спречи или да пријави корупција или извршување, односно пропуштање на действија што представуваат искористување на функцијата, јавните овластувања, службената должност или положба, за да се нанесе штета на друг, без за тоа да трпи последици. Значи, уредено е со закон дека ваквото пријавување не треба да предизвикува било какви последици за оној кој што ќе поднесе ваква пријава. Исто така, во оваа конкретна состојба би сакале да укажеме на тоа, на што многу малку се внимава, дека покрај уредувањата во законите кои што уредуваат конкретната материја, Законот за филмска дејност или за судење на интереси, имаме и кривичен законник, односно во одредбите во кривичниот законник се предвидени овие действија за да бидат опфатени како действија на кривични дела. Односно, во действијата на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување,
стои службено лице кое со искористување на својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето овластување или со неизвршување на својата службена должност, ќе прибави за себе или за друг некаква корист. Ќе се казни со затвор од 6 месеци до 3 години, а посебна отежнителна или квалификаторен облик на ова дело е ако тоа е извршено при јавни набавки или на штета на буџетот на Република Македонија. Укажуваме за сериозноста на овие действија, за кои што не е вообичаено да разговараме за доделување на средства во вакви постапки и истите не ги гледаме доволно во статистиките на нашите органи кои постапуваат во борбата против корупцијата, но сакаме да укажеме на сериозноста на овие појави и на потребата се повеќе да се реагира во овие ситуации, но и да укажеме за тоа дека пријавителите и по Законот за заштита на укажувачи и по Законот за спречување на корупцијата не треба и не сме да трпат никакви последици. Од нашата анализа имаме неколку заклучоци, а најпрви може би требаше, и сега ќе кажам, дека ние кога почнавме со оваа постапка, имавме целосна соработка со Агенцијата за филм. Значи, дозволија и увид во нивната документација, направивме увид таму, ги добивме сите документи кои што ги баравме по барање за пристап до информации од официјален карактер, значи немаме во тој дел никаква забелешка. Нашата анализа се однесува на прашањето за судир на интереси, кој што очигледно беше констатирано, и затоа како заклучок кажуваме дека Агенцијата за филм треба повеќе да го потенцира прашањето за судир на интереси на повисоко приоритетно место во постапките или во начинот на нивното постапување. За тоа имаат они укажување од Министерството за култура дека треба да изготват посебен подзаконски акт со кој што ќе се уреди прашањето на судирот на интереси. Одредбите од Законот за филмска дејност се постоечки, но се можеби недоволни во оваа ситуација, но таму постои еден член, една одредба која што вели во ситуација на судир на интереси се применува Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, значи овие две одредби се поврзани. Поставеноста на дел од членовите на одлучувачките органи во самата агенција е во судир на интереси со кандидатите кои поднесуваат филмски проекти по конкурсите кои се спроведуваат од нивна страна. Недозволиво е за една институција чија мисија, визија и поддршка потикнување и развој на филмската дејност, финансирање проекти од национален интерес за Република Северна Македонија во филмската дејност, да остава простор за сомнение дека постапува нееднакво, нетранспарентно и пристрасно према учесниците во постапката. Агенцијата за филм со ваквиот начин на работа, каде што е евидентирано судир на интереси, создава слика дека ги става во повластена положба одредени филмски работници, односно дозволува фаворизирачко однесување. Затоа имаме и неколку препораки, а тоа е дека владата преку надлежното Министерство за култура да побара Агенцијата за филм откако ќе обезбеди непристрасност и објективност кај сите учесници преку кои се спроведуваат конкурси, да го повтори предметниот конкурс. Сметаме дека не се исполнети условите, одлуките по овој конкурс да бидат сметани за финални, конечни и да бидат спроведени како такви, затоа што има доволно елементи кои што кажуваат на нелегитимност и необјективност, дури и елементи на незаконитости, очигледни се постапките спротивни на законот во оваа постапка, поради што сметаме дека откако ќе бидат исполнети сите услови, целата постапка треба да биде повторена. Надлежните институции, пред се владата, која ги обезбедува средствата за овој конкурс, надлежното Министерство за култура, заменик председателката на владата на Република Северна Македонија за добро управување, Државната комисија за спречување на корупцијата и Државниот завод за ревизија, да ги преиспитаат постапувањата и одлуките на Агенцијата за филм во овој конкурс
и да преземат соодветни мерки во рамки на нивната надлежност. За надлежноста на јавното обвинителство, веќе спомнав дека тука постојат елементи на кривично дело, се надевам дека и тие ќе постапуваат по допрен глас или по прибирање на сите овие информации кои што еве ние ги прибравме во законски утврдена постапка. Владата преку надлежното Министерство за култура и Агенцијата за филм да воспостава правила и процедура за проценка на ризиците од судирни интереси, како и назначување на лице за спроведување на систем за управување со судирот на интереси, и владата преку надлежното Министерство за култура да воспостави спроведување на систем на санкции за непочитување на правилата со кои се управува судирот на интереси. Мислам дека тука завршуваме со нашата презентација. Повелете доколку имате прашања. Целата, како што реков, е заснована на поднесена пријава за евентуален судир на интереси, и затоа нашиот фокус е тука постоењето на постапките за уредување и уреденоста на судирот на интереси во постапките во Агенцијата за филм. Повелете ако имате прашање. Дали имате поширока презентација? Дали може да го сумираме цело ова во една кратка изјава? Така, значи, што конкретно е констатирано, поради кои причини? Затоа што слушавме по ваша интервенција се повлекле и сега не ни е јасно што е спорно, затоа што не ни е јасно, еве, колегата убаво кажа. Да, значи, дали може да ги сумираме? Дали направиле како? Туку откако вие сте изреагирале, значи тие се повлекле. Каде е сега проблемот? Значи проблем има два. Еве ке резимирам. Резимирајте, оти ова се расплина и остане пола јасно. Добро, ќе разјасниме. Ова е целосна анализа која што ги презентира сите факти. Да, граѓаните да им го биде јасно. Transparency International Македонија постапуваше по пријава од граѓани, која што укажуваше на сомневање за постоење на состојби на судири на интереси во Агенцијата за филм. Односно во постапувањата на Агенцијата за филм при распределба на средства по конкурс за краткометражни и долгометражни филмови, и износот на тие средства кои се распределени за 22 година изнесува преку 4.200.000 евра. За двете транши, април и октомври. За целата година. За целата година. Зашто сметавме дека овој износ заслужува внимание, сепак е тоа јавен оглас, јавен конкурс, се трошат јавни пари заради јавниот интерес, и затоа сметавме дека е добро да погледнеме како се спроведува постапката во Агенцијата за филм. Укажувањата за постоење на судир на интереси се потврдија. Законот за филм изрично забранува лица кои што учествуваат во органите за избор или кои работат во агенцијата не смеат да поднесат проекти. Ние утврдивме ситуација дека две лица кои што учествуваат во органите за одлучување, односно се рецензенти, поднеле проекти. Тие проекти биле повлечени дури откако Transparency International започна постапка на мониторинг и анализа. Прашањето е како ќе се спроведеше оваа постапка, доколку ние не се заинтересиравме, и дополнително прашањето е како се спроведувале другите постапки претходно, дали се уште имало и претходни вакви ситуации за кои што никој не се заинтересирал. Затоа што постапките во Агенцијата за филм поминуваат под радарот на интересот на јавноста. Едноставно, ако не се следи состојбата, очигледно е дека постои пракса на непочитување на закон. Значи, тоа е едниот елемент. Постои незаконитост во постапката и очигледно постапување во судир на интерес. Лицата кои што го прекршиле законот имаат и одговорност. И затоа тоа е првиот навод. Да, постои судир на интереси со лица за кои што имало забрана за постапување, за поднесување на проекти, а поднеле.
Втората ситуација на ризик од судирни интереси или на ризик за пристрасно одлучување е кога имаме две лица кои што претходно биле разрешени од нивните функции по интервенција од лице кое што сега се јавува како учесник на конкурсот со сопствен проект. И тие истите лица му се назначени да ги ја вршат рецензијата, односно да ја оценат финансиската оправданост на проектот. Вие знаете дека во судска постапка, во било која постапка, лицето кое што има некаква врска со лицето на кое му се одлучува, треба да биде изземено од постапката. Овде директорот има експлицитно и исклучиво дискреционо право да одлучи кој ќе биде рецензент. Директорот има обврска законска во рамки на своите службени овластувања да внимава на тоа и да не дозволи ваква состојба, затоа што оваа состојба ја руши легитимноста повторно на изборот. Значи, ние имаме две ситуации на судени на интереси, кои што по својата содржина и форма се различни, меѓутоа се незаконити и ја загрозуваат легитимноста на постапката за доделување на средства по овој конкурс и затоа бараме овој конкурс да биде повторен. Дали, бидејќи рековте дека има наоди за кривична дела, Така, дали може да ги спомнам, бидејќи вие сте истражували, сте направили на анализа, кои се тие лица кои што треба кривично да се гонат во овој случај и по која причина? Пошто сепак јавноста, ако им кажеме лица, не се имиња, А знаете што, ние укажуваме на тоа дека одредени лица ја искористиле својата службена положба, ја прекорачиле. Ние ги даваме сите аргументи и сите елементи на располагање на јавниот обвинител. Конкретно, објективната одговорност, кој кое действие го презел, односно не го презел. Една е улогата на директорот и со закон неговите утврдени овластувања и действија, кои што може да се препознаат во одредбите од кривичниот закони, но тука има и од другите лица кои што учествувале во овие постапки, действија кои што ги преземале спротивно на закон. Зборуваме за средства кои што се на штета на буџетот, каде што казната е значителна, односно најмалку 5 години. лицата кои си... Јас не сакам да зборувам, ги кажав лицата кој во кое својство бил, сите какви действија направиле, да кажам дека од тоа лице треба да одговара повеќе, не е моја работа, ние не сме јавно подобност. Сепак кажуваме дека постојат елементи на кривични дела. Имате други прашања на темата? Мислам, слична е темата. Продуцентската куќа Сектор Филм има добиено испаков проект во 2017. Не знам колку се запознаени со филмот Црвениот поет, кај што не ни е дозволено, односно филмот иако е направен со пари на граѓаните, не е емитуван и во членот од договорот помеѓу Агенцијата за филми и куќата Сектор Филм јасно стоат одредби со кои дека ако не се емитува 2 години на јавниот сервис, односно не биде продадена серијата, ќе треба да се емитува бесплатно. Меѓутоа, еве нашата телевизија конкретно Алфа побара такво емитување, меѓутоа не ни беше дозволено. Жалам, на тоа не ми било предмет на анализа, немам информации, прв пат слушам за овој случај. Веројатно ќе треба другите институции или не знам да се обратите некаде за ова. Дали доколку или во инспекторатите кои што имаат надлежност да постапуваат како инспекција. Доколку поднесеме до вас представка дека еве се прекршува договорот, дали вие би можеле да постапувате? Ние можеме да правиме анализа на документите, да видиме што било договорено и зошто не се спровело и да укажеме каде може понатаму да се обрати. Така, искоро надвор од темата, која е ставот на Transparency International за користењето на службените возила од страна на функционери за приватни партиски цели? Согласно викендов имавме можност таква да видиме, а имаше и претходно. Нашиот став секогаш бил дека тоа треба да се забрани. Треба да се раздвои приватното од службеното, службените возила не треба да се користат за приватни цели или надвор од работно време и уште помалку треба да ги возат самите функционери.
Hvala ви. Ви благодарам.